Програми од втора категорија, што не се препорачуваат за деца под 8 години. Неопходен е надзор од родител или старател. Бушоните од цела зграда ги извадиле. Абе само да дознаеме кој е тој што сака да гради. Погоди, тоа е категорија. Што не се да прачува? Деца под 8 години. Да кажеш до петок дека ќе ни исплатиш. Се услуги ги поставljate дека? Кој ти постави услови, се давам отказ. Само не знам како ќе стигнеме све ова без Петар и Мартин. Мислам дека треба да ангажираме. Супер прилика. Здраво. Да го земам силно на Павел Игнатиев, што да ги плюка објектите у секој текст. Има една изложба у МСО, никој неќе да иде, си за? Најблизок пријател на татко на тој новинарот е оној клучниот советник од Жал да работиме кој нема да ја помена. Кај сте го сигурен? Пошто тој што е неопределениот ќе гласал против. Значи, случајно на денот на гласање, советников добива кривична пријава, а тебе некако ти одблокира сметката. Сара! Да речеме шоби на април, ако ја видиш женска, ти со друг. Епа не знам брат, веле прво ќе зборам се, нема после ќе раскинам. Шега малку ќе ми раскинеш? Што е, Боки? Ништо. Абе имаш нешто ситна зуженка? Неам. Не, стигна джиберот. Джиби, не джибер. Не ќе така го викаат. Еј. Не, ти стотиш. Супер. Фала ти. Чао, тата. Чао си, отиде, а? Не сме сам. Киселен живот. Имаш. Аман, вече. Аман, бе, до кога вака, бе? Напред. Кошо, добар ли си? Абе, шо ти е? Нешто Не, приболен си. добар. Нагло станам. Ми се сврте малко. Седи кафенца. Не сум за кафе, него ја додов да прашам дали синоќа имаше струја или исто. Абе, на интервали на 5 минути има, нема. Да полуди човек. Вчера у 9 у кревет ко нас село да сме. Абе, ја цело време гледам некои дечки се мотаат околу осигурачите на зграда. Кога ги видел? И вчера Савајле и синоќа. И Станковски ги начекал. И таман сакал да ги степа, ама му се заканувале пред детето и он им се заканал со полиција. Шо збориш? Да, ама на среќа Гајич се појави и малце ја смири топката. Да, и после Станковски ми вика дека цело време наоѓал некои ликчиња со напишани закани, или ќе се иселите милом, или ќе биде... Абе, шо збориш, бе, Раде? Абе,
Иво, и мене ми се закануваат по телефон цело време. Аман бе. Ми зборат со онакво апаратче да не можеш да познаеш кој ти збори. Ме тераат со сила да продадам, да се иселам. Абе, Бог да чува, бе, да не ти се верува. Да се најжиш. А млади и стари какви бе? Мислам, дечки бе, со бушуни бе. Абе, не можев баш да ги видам. Темница беше маскирани со капулјачи и ама копилјана, помлади од мене 100 пати. И сега? И сега. Опа! Нема никој ме раде. Абе, ќе се појават, ќе видиш, ќе се појават. Не го знаеш што Иво? Јас ќе одам, ако има некој проблем, викај, важи. Важи. Ајде, пријатно. Со здравје. Ја ме гледам. Не ги покажа на Виктор. Абе сакав, ама ми изгледаш некако тажен денес. Он е увек таков. Значи нема никаде да му кажеш. Шо тропаш не е увек таков. Ако сакаш, јас ќе му кажам. Или не, анонимно, како на филм. Кај ти такива маклубни идеи, вече? Па ако ти му кажеш, тебе ќе те мрзи. Или не, ќе му помени. Брат ти е. Исто да го направи за тебе. Да знаеш ти што е женска. Абе ти е да швалер. Да, ама не разбирам што ќе постигнеме со тоа. Добро, а хобија? Добро, ајде, ќе те барам вечер. Вечер ќе те барам. Чути, поставиш на края прашувата? Ну пошто. Добро, ќе го оставиш сам да го видам нивото. Повелете? Да, колешка. Јас сум Љубе, ова е Зубац, овој што спие овде е Шпет. Шпето им гасал пожар цело на Црна Гора, нека спие. Да спие. Младен Туле, Миленко ли рече ова е наша канцеларија. Ту на последната мајак да види го поли. Од кој сектор сте ви? Од шуме. Влеземо тука. Ајде. Нема таков сектор. Ја па македонски шуми, колешка. Тука не е распоредија. Солотарија не чувте? Поли. Ајде да видиме. Не ми рече да се вратам назад. Па не ми рече да се вратам. Ајде да видиме. Знаеш право. Во вторник е ово. Миленко Лиле, Вратата? ова луѓе во канцеларија. Што е ова? Скриена камера? Чекај, па брзаш. Добро. Добро бе, добро. Лево. Младен Туле. Нема веќе објаснување. Сите што не носат униформи се казнети и точка. Ирена веќе го однесе списокот кај секретарот. Готово е. Директоре, мислам, како така ги казнувате? Сам срамота. Како ќе дојдам сега дома и ќе им кажам дека сум дошла во школа, а имам неоправдани? Исто како што ќе кажеш дека не носиш униформа. Колега, вие завчера дојдовте и веднаш со ваква некултура. Како така ми се обраќате? Ама никој не ни кажа дека треба да се носат. И вие казневте 11 ученици, а не носат униформа 50-тина. Минимум. Тоа нема смисла. Зошто сите не ги казните? Селективна правда. И немаше никаква најава дека баш денес треба да се носат униформи. Никаква. Професоре, внимавајте малку на вашиот тон. Како тоа треба ние да ги информираме? Се знае кога се носат униформи, така?
Се знае. Снимај Бојан, да се знае што ни прават. Не казнија заради глупите униформи. Ќе добиеме неоправдани иако сме дошли у школа. Престани да снимаш Марковски. Гаси камерата како не ти е срам. Директоре, дајте малку. Гаси камерата, дете! Го фати ово Бојан, го фати ли диктаторот? Стави го на беб. Последен пат ти кажувам да ја изгасиш камерата. Зашо не смем да снимам? Па не е почат час. Гаси камерата, ќе добиеш укор. Директоре, ве молам застанете и објаснете ни зошто сме казнети. Нема веќе објаснување. Облекувајте униформите и назад на час. Бојан, види, имаме